Напротив, мислам дека овој закон треба јавноста да биде свесна дека дава живот на специјалното јавно обвинителство. Според постојниот закон кој што е во моментот за специјално јавно обвинителство, мандатот на јавната обвинителка треба да заврши во септември, а јавното обвинителство за година дена исто така ќе требаше да згасне. Со тоа што мора да водиме сметка дека во постојниот закон, освен јавната обвинителка, никој друг не може да подпишува и да превзема действија, значи во свое име, него сите превземаат действија во име на специјалниот јавен обвинител, така што ако не се обезбеди продолжување на специјалното јавно обвинителство како траен орган во системот на јавното обвинителство, тој практично од 15 септември оваа година ќе беше мртов орган. Така што мислам дека непотребно се создава една атмосфера дека било што има зацкриено во законот кој што може да создаде проблем. За предметите кои што се покренати по 18 месеци, специјалното јавно обвинителство има надлежност изрично ставена во законот да си продолжи да ги застапува обвиненијата и за тие обвиненија што им се превземени од други обвинителства и за тие има надлежност да продолжи да застапува. Едно од практично најжешките прашања кое што се покренуваше, дали да се продолжи употребата на материјалите или не. Во обидот да се формира тоа двотретинско мнозинство, направивме консултации и со специјалното јавно обвинителство, но и со експерти кои што странски и домашни, кои што на некој начин требаше да направат едно истражување дали нешто ќе се помести во предметите доколку се извадат аудиоматеријалите како доказен материјал. Според она што нас ни беше дадено како министерство, како информација е дека аудиоматеријалите тие ги користеле како индиции. Значи, собрани се бројни други докази врз основа на тие индиции кои што ги добиле и дека нема да опадне предметот на застапување на одредени обвиненија, значи квалитетот на застапување на одредени обвиненија пред суд, ако се извадат само бомбите како доказен материјал. Тие, ако најдат сега на сериозен криминал, може да си почнат постапки на собирање на докази, истраги, предистраги, истраги и да се покренат и обвиненија доколку се спаѓа во нивната надлежност. Зашто сега, например, има ситуации кога е расчлената надлежноста на специјалното јавно обвинителство со обвинителството на организиран криминал. Значи, ако они најдат одредени кривични дела што спаѓаат во нивната надлежност, ќе си ги процесуираат. Ако се најде дека тие кривични дела спаѓаат во организиран криминал, ќе им ги предадат и тие ќе почнат ќе се продолжат работата. Има одредени предмети кои што се превземени. Постоеле во обвинителството за организиран криминал и тие се превземени од обвинителството за организиран криминал. Кога отворило предмет, обвинителството за организиран криминал, тоа не го отвара затоа што сака да некого да малтретира или било што, отвара заради тоа што има докази, па дури докази. Значи, тоа е ситуација во која што они имаат формирано одредени докази. Прислушкуваните материјали ви даваат можност да ги докомплетирате доказите. Така што ниеден предмет не би требало да биде загрозен без снимките, бидејќи самите снимки сами по себе не се доволни. Значи, битни се другите материјални докази, а според она што го добиваме ние како информација, дека специјалното јавно обвинителство има прибрано докази кои што ќе има возможат судските постапки да продолжат. Одлуката на Врховниот суд, јас кажав, не сакам од позиција на министер да ја коментирам, но има многу симптоматични работи од тој дел. Прво, од самото нејзино донесување, од делот на она што значи
поводот за донесување, бидејќи кога давате начално правно мислење, давате затоа што имате различна пракса. Ние немавме различна пракса, добивме мислење. Овој закон практично ризикот кој што се создаде со тоа правно мислење го решава заради тоа што се утврдува, што таму беше проблемот дали воопшто според нивното мислење дали воопшто ќе може да се продолжи со судските постапки, со надлежноста на специјалното јавно обвинителство и надлежноста он им е според на специјалното јавно обвинителство, дали воопшто можеле да превземат предмет и дали воопшто можеле да гонат предмет. Тоа е сега решено во тој закон заради тоа што јасно стои во преодните одредби дека превземените предмети продолжуваат да ги вршат. Предметите кои што ги отвориле исто така продолжуваат да ги вршат. Предметите што им се во истрага, што им се значи во обвинение, превземени, се ја продолжува да се ги врши. СЈО сметаше дека треба да има поголеми надлежности, обвинителството за организиран криминал сметаше дека тоа треба да има поголеми надлежности. Тука најмногу помогнаа практично странските експерти околу тоа како да го направиме разграничувањето, за да не биде практично да се конкурираат и да се цело време во конфликт, заради тоа што кога имате конфликт на надлежност, тоа ви создава реално проблем. И советот нивен беше дека најдобро е специјалното јавно обвинителство да го профилираме за дела кои што би биле сторени дела на висока корупција од високи функционери. Бидејќи ако му ставите и други надлежности, во кривичниот законник е дефинирано кои се сметаат за носители, за службено лице и слично, така што ако имате висок функционер вклучен, тогаш по дефолт делото ќе оди во специјалното јавно обвинителство. Значи, без оглед што има и други вклучени странични лица, значи целото дело ќе се префрли. Не може двете обвинителства да се тепаат за ист предмет. Значи, тој ќе се припадне во специјалното јавно обвинителство. Многу сериозни се укажувањата на меѓународната заедница, особено на Европската унија, дека практично регулирањето на статусот на специјалното јавно обвинителство на начин кој што ќе значи да нема никаква скриена амнестија во законските одредби, кој што ќе овозможи одржливост на органот како траен орган и продолжување на судските постапки е клучно за отварањето на преговорите во јуни. Така што тука реално ќе се види колку на политичките партии, на претениците им е декларативна одредбата или определбата за евроинтеграција, колку се искрени и реални во тоа. Така што тука некогаш ќе треба да се стават на вага и одредени лични партиски интереси наспроти интересите на државата да продолжи по патот на европските интеграции, така што очекувам самите да се преслушаат внатре и да видиме, да обезбедиме такво мнозинство.